Па да, на добар пат ќе бидеме кога ќе почне вакцина и кога народот повторно ќе се свести, а за жал треба да се покачи бројот на 1000 па да се свестат како што се свестија во декември негдеха. Така да, имаме уште еден бран, се надеваме дека ќе биде помал од вториот. Мислам дека главна последица е мутацијата на британскиот сој, најмалку половина од тие 56%, тој 30% побрзо се шири, така да, а некој вика дека и над 50, некој дури над 70% од случаите се со заразени со тој сој. И второ е што луѓето помалку ги почитуваат мерките. Масовно се одеше на патување дури во странство, на скијање, во Копаоника, жариште на инфекција на Балканот. Така да сите тие патувања, па дури патувањата за вакцина во Србија се ризични. Сето движење на народот, мешање со други луѓе, има влијание. Предлагав од порано, меѓутоа не се прифатени од економски причини, претпоставам, значи секако ресторани, кафани, кафичи и се друго семно отворено и ако немаат услови за прочистување на воздухот би ги затворил, за казина и така натаму сите други. Другите се мерки од лична заштита и во летно време повеќе луѓето да бидат надвор, повеќе проветрувања, кај што помалку се шири. Значи има преку 1000 мутации, секој дневно има по десетина, меѓутоа основни мутации се помалку на број, од кои 6 се главни во Македонија, се уште ги нема двата многу главни, тоа се бразилскиот и јужноафриканскиот, тука е чешко-словачкиот и британскиот од тие што се така позагрижувачки, британскиот дури почна и да доминира. Значи тие се оние мутации кои имаат влијание на ширење на болеста, на клиничката слика, другите мутации не се толку битни, некој ги има, како што кажав, илјадници. Јужноафриканскиот или бразилскиот. Бразилскиот изгледа дека ќе биде поопасен. Па една работа ги има карактеристиките на британскиот сој, тоа е едно, и второ има уште една мутација која веројатно го избегнува имуниот одговор на домакинот, па е опасност дека некои вакцини нема да делуваат или некои што прележале повторно ќе се разболат. Меѓутоа се уште е рано за тоа да се тврди. Во секој случај дека ослабен ќе биде ефектот на вакцините, кај некој повеќе, кај некој помалку. Сега ни се надпреваруваат, едни викаат нашата делува, другата не делува, действува и така натаму. А за овие што повторно би добиле, се надеваме дека нема да има смртни случаи. Со таа што ќе дојде, сега да ми дајете од торба вакцина, ќе се вакцинирам. Која е добра, ќе знаеме по 5-6 години. Кој ќе видиме кој почесто заболува, не дај Боже да има несакани одложени ефекти и така натаму. Значи ако ме викнат сега, има уште 1000 вакцини за Pfizer, ќе се вакцинирам, и тоа до сега не ме викнале, после следната што ќе дојде. Еве да речеме, да бидам неутрален, може или Pfizer или Спутник. За година дена ќе видиме кои земји со кои вакцини, кои луѓе дали повторно ќе оболат. Па по 2 години ќе има дали 2 години штити. За AstraZeneca што ја спомнавте, точно дека помал се дава ефект процент. Меѓутоа таа вакцина една доза чини $2, значи треба да разликуваме 40 и $50 со $2. По секој случај резултатите се поразителни. Еве вчера чувме крај на март, па сега да видиме која година март ќе биде. И така се надевам дека мислеа на оваа година.